Со напорни реформи дома и отвореност кон надвор, успеавме да создадеме поволна бизнис клима и да привлечеме странски инвеститори. Градиме патни и енергетски коридори. Го доградуваме коридорот 10, ја внесуваме Македонија во плановите за гасоводот Јужен тек. Наскоро ќе имаме вистински европски автопат од Куманово до Гевгелија, од северната до јужната граница на Македонија. Се гради и пругата Куманово-Белјаковце. Потоа ќе продолжи се до границата со Република Бугарија. Се гради низ цела Македонија. Стратешките цели се постигнуваат и со стратешка инфраструктура за Република Македонија. Вака се постигнуваат европски стандарди. Работиме домакински, и јас, и тимот, кој ме поддржува. Не заборавивме на нашите граѓани. Секаде се работи, секаде се гради. Се реновираат училишта, болници, спортски терени, фудбалски игралишта. Автопати се градат низ Македонија, фабрики се градат низ Македонија. Речиси секаде се отвараат технолошко-индустријски развојни зони, привлечни за инвеститорите. До крајот на ова година се очекуваат 14.000 вработени во тие индустријски зони. Затоа се помага на секого, и на земјоделците, и на професионалните војници, и на пензионерите, и на стечајците, и на учениците, и на студентите. Може да се помага затоа што економијата ни расте. А кога економијата расте, се расте во државата. Растат и субвенциите за земјоделците, расте производството, расте извозот, растат пензиите, расте и социјалната помош, растат и стипендиите за студентите. Секаде се гледа напредок. Така се сака Македонија, така се работи тимски за Македонија. И она што најмногу не загрижуваше, она што најмногу одземаше време на оваа млада гарнитура што дојде во Македонија на чело со Груевски, што беше оставено во наследство, огромната невработеност. Само таа се намалува во државата. Се справуваме и со неа и ја намалуваме. Од 2006 година, кога дојде овој тим, предводен од Груевски, до денес се отворени 120.000 работни места. Тоа е новиот лик на Македонија. Затоа и ги поддржувам. Им давам поддршка за да создадат уште многу нови работни места во Македонија. За економијата уште повеќе да ни расте. За сите проекти кои носат напредок, кои носат подобар живот за нашите сограѓани, секој пат ја имаат мојата поддршка. Кога посетувам други земји, со мене постојано во мојата делегација има некој од министрите или има некој од нашите бизнесмени. Отвараме врати за нови пазари, за нови пријателства, за нови инвеститори во Македонија. Заедно ја промовираме Македонија како земја која успева. Зато и најрелевантните светски извештаи потврдуваат дека Македонија напредува. И тоа во услови на голема светска економска криза. А успева бидејќи работиме напорно, бидејќи сме единствени. Македонија успева затоа што знаеме што сакаме. Сакаме успешна и просперитетна Македонија. Драги пријатели, работев посветено и вредно за Македонија. И граѓаните тоа го препознаваат. Затоа имам чист образ повторно да дојдам пред вас и повторно да ја барам довербата од вас, за да продолжиме да ја градиме Македонија.